Крсте Петков Мисирков ја изнесе македонската национална програма. Без скапоцениот подарок од Мисирков, нашиот јазик ќе ги немаше оние цврсти и сигурни форми што го прават отпорен на забот на времето. Во животот на еден народ, неговите свесни сили проникнуваат во суштината на дотогашниот историски процес за тој народ и што треба да го обележи неговиот развиток. Во историјата на нашиот народ, една од најизразените такви личности е Крсте Петков Мисирков. Неговото дело беше представено на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Правниот факултет во Скопје и во Средното училиште Кирил и Методи во Неготино. Многу корисно за сите нас од време на време да се подсетуваме на мислите на сите македонски великани, а посебно на еден ваков великан како што е Крсте Мисирков. Без скапоцениот подарок од Мисирков, нашиот јазик не ќе ги имаше оние цврсти и сигурни форми што го прават отпорен спрема забот на времето. Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува живеејќи меѓу бугари и срби. Ние можеме да ја констатираме блискоста на српските, бугарските и на македонските интереси, но се треба да биде оценувано од македонско гледиште. Во своите статии и говори, Мисирков ја изнесе македонската национална програма, предвидувајќи го развојот на нацијата и државата. Ова е момент кој секој македонец треба да го доживее. Слушна многу работи за еден голем човек, за еден голем македонец. Тој е за нас идол. Само жртвата на Мисирков е пример како треба да се сака Македонија и како треба да се работи за неа. Мора да го видиме Мисирков во себе, пред себе, а не само зад себе. Сите заедно почесто да се запрашуваме што сме направиле и што треба да направиме за однапред. Треба да има повеќе Мисирковци, нели, и повеќе луѓе кои што ќе бидат толку самосвесни и толку зрели, толку несебично ќе се залагаат за доброто на Македонија, за македонскиот народ.